Добро вечер и добро ни дојдовте во најновото издание на Урбан Стил. На само неколку дена пред 8 март, денеска во центарот на вниманието е како и секогаш жената. Денеска зборуваме за тоа како се празнува 8 март на секаде низ светот, па и во Кина и во другите земји. Потоа зборуваме за како да регенерирате и негувате оштетената коса, зборуваме за проблемите со кожата, зборуваме за ароматерапија и етерични масла и многу други интересни теми. Останете со нас и накратко видете што ќе гледаме денеска во Урбан Стил. Тогаш, кога човекот сака да се посвети на семејството, радиото е совршен медиум. Што значи, емисијата трае толку колку што трае и толку треба да си присутен во медиумот. Во телевизијата многу поголема одговорност е тоа што бара многу подготовки. Треба да се подготвиш за изглед, што значи козметичар, фризер, шминкер, облека, а во радио тие подготвителни сати не ти се потребни. Потребно е само да внимаваш што ќе кажеш и сето тоа да е со убав тон кажано, за да им го разубавиш денот на слушателите. Ароматерапијата се работи и кај помлади и кај повозрасни, сите оние кои што сакаат да уживаат во ароматични масла. Така да овој пат ќе имаме помлада особа која што ќе го ужива овој третман и ќе го направиме третманот само на лицето кај нашата клиентка. За да имунитетот функционира, не можеме ние да го негуваме имунитетот десетина дена. Мораме да го негуваме постојано, значи во тек на животот. Нашиот животен стил да биде всушност поттикнувач на имунитетот. Ден за ден, сонцето ги оштетува вашите очи и вашиот поглед. Со откривањето на кризал стаклата добивате уникатна заштита на вашите очи. За најдобра заштита на вашите очи, прашајте во Панда Оптик. Dile algo a esas, ¿no? Disculpad, tengo que preguntaros algo. Во овој период од годината во кој температурата постепено расте, организмот е најосетлив, а причина за тоа е ширењето на вирусите. Настинката и грипот се вирусни болести, токму поради тоа не е препорачливо користење на антибиотици. Луѓето се прилагодуваат на настинката и со тоа го зајакнуваат својот имунитет за одбрана од многу други посериозни болести. Црвенилото и болката во грлото се првите знаци на настинка. Доколку телото не успее да го победи вирусот на почетокот, се јавуваат и други симптоми, како треска, болни зглобови, затнување на носните патишта и секрет од носот. Превенцијата од грип и настинка треба да биде дел од нашето секојдневие. Мијте ги почесто рацете и на тој начин спречувате ширење на многу болести и бактерии. Проветрувајте ги просториите во кои поминувате голем дел од денот. Не претерувајте со алкохолот, така ослабнувате заштитната улога на белите крвни зрнца. Одржете ја топлината на нозете и намалете го ризикот од настинка.
Почитувајте го 7-часовното правило за сон. Имунолошкиот систем е најактивен за време на спиењето. И секако контролирајте го стресот и задржете позитивната енергија. Тоа ве штити од многу болести, па и од настинките и грипот. Доколку не го избегнавте, еве неколку природни лекови кои ќе го зајакнат имунитетот и ќе ви помогнат да се ослободите од грипот. Болките од црвеното и воспалено грло ќе ги намалите со прополис или чаеви од жалфија, нане и еукалиптус. За затнатиот нос ќе ви помогне инхалација и раствор од морска вода. Температурата ќе намалите со чај од ајдучка трева, кора од врба или чај од шипка. Резултатите од едно британско истражување покажуваат дека пациентите кои конзумирале бел лук, траењето на грипот го намалиле за цели 80%. Тој е природен антибиотик кој не ги уништува здравите бактерии, како што тоа го прават хемиските антибиотици. Долгогодишните истражувања докажуваат поврзаноста на исхраната и имунитетот. Повеќе на таа тема во продолжение во прилогот со доктор Јадранка Биван. Во овој период кога температурата постојано постепено расте, е период кога најмногу се шират вируси, па со тоа се добиваат и настинка, грип. Вие постојано зборувате па и во вашата книга и во осумка за превенција и лекување со храна. Која храна би била превенција за настинката и за грипот? Секојдневната храна која што се консумира во тек на целата година. Значи, не го чини имунитетот постапките на луѓето кои ги прават 10-15 на дена пред очекуваната епидемија. Значи, ако во текот на целата година правилно се однесуваме према исхраната, тогаш нема потреба да се загрижуваме заради тоа што на есен обично доаѓа епидемија на грип или пак напролет, нели тогаш кога имаме енергетски промени во природата. За да имунитетот функционира, не можеме ние да го негуваме имунитетот 10 на дена. Мораме да го негуваме постојано, значи во тек на животот. Нашиот животен стил да биде всушност поттикнувач на имунитетот. Која храна, јас постојано, како што кажавте вие, напоменувам која е таа вистинска храна која што е комплементарна со човечкиот метаболизам. Јас секогаш велам дека луѓето не мора да бидат чисти вегетаријанци или вегани, како што сум јас, например, но можат да бидат можеби 80% да ја застапат таа здрава растителна храна во нивното мени, а тие оброци на кои што навикнале, со кои што може да исто така да ја намала таа зависност, значи да се ослободат од зависноста постепено, нека бидат застапени 20-25% во нивното мени, или пак што би се рекло, нека биде храна, специјална храна за специјални прилики. Кога е во прашање растителната храна, предпоставувам дека во добар дел го препорачувате овошјето. Кое овошје го препорачувате за овој период од годината и кој дел од денот да се конзумира е најубаво и најкорисно? Овошјето е добро да се конзумира, но тоа не е основата на здравата храна. Основата на здравата храна се 4 групи на храна: житарки и производи од жито, мешунки, зеленчук и овошје. Гледате, јас овошјето го ставам на 4-то место. Така? Овошјето ја знам зошто ви асоцира на здрава храна. Кога се болни луѓето, кога се болни луѓето се затрпуваат дома со овошје, така? Па цедат сокови, јадат овошје и така. Ете така, лимон, портокали и така, заради тоа што тие пак производи кај нас може да се најдат многу често во зимниот период, кога се и честити епидемии на настинки и грипови, а пак од друга страна, пак треба луѓето да знаат дека јужното овошје во зима и не е толку корисно да се консумира, така? Значи, јужното овошје расте вирее во јужните предели на земјината топка, каде што е сончево и топло и го разладува организмот. Токму ваквите моменти во програмата на осумка се многу добро објаснети и застапени и токму затоа програмата на осумка е едукативна. Значи, кога сме болни, добро е да се консумира овошје, ама овошје кое што вирее кај нас. И сега во зимно време ние кој овошје можеме да го најдеме кај нас? Ќе го најдеме, ете така, јаболкото, крушата, слива во сува состојба, така, и сувите овошје. Дали како суви во сува состојба ја имаат истата вредност, истите витамини како и свежи? Да, ако постапката на сушење е здрава, да кажам. Значи, сувото овошје е само дехидрирано овошје, кое што кога ќе се помеша со вода или ќе се зоври или ќе се направи компот, нели,
Исто така е добар извор на витамини и други состојки кои што се потребни за поттикнување на имунитетот на луѓето во зимскиот период. Значи консумација на овошје, меѓутоа овошје кое што вирее во нашето подрачје и кое што е суво, но и сушено на традиционален здрав начин. Так, кажавте, ни откривте дека здравата исхрана се состои од житарки, мешунки, овошје и зеленчук. Дали тие треба да бидат застапени во секојдневната исхрана и во кој дел од денот е препорачливо што да се конзумира? Овие 4 групи на храна може да се јадат во тек на целиот ден и кога сакате и како сакате. Јас, например, знам дека житарката некако по правило е резервирана за утринскиот оброк. Но нема да биде никаков проблем, нема да се наруши воопшто метаболизмот на човекот ако тој доручкува, да кажеме, печен компир или пак варен компир или пак шпагети. Знаете, во минатото, денес многу по медиумите може да се слушне како се споменува традиционална исхрана и така натаму, и многу кујни сакаат да покажат дека подготвуваат традиционална исхрана. Знаете, можеби е чудно да се спомене дека во минатото луѓето во предлегнување јаделе граф. Колку луѓе денес тоа го практикуваат? Можеби во градовите воопшто, можеби некаде по селата, така? А која е грешката тука? Па нема грешка. Ако таквата навика е во склоп на комплетно здравите животни навики. Значи е многу подобро ако вечерате посен граф, да кажам, значи граф кога велам, значи подготвен на традиционален начин, посен граф, многу е подобро тоа да се вечера, отколку да се вечера бел леп со бело сирење, путер, некоја салама или пак некој друг сувомеснат производ или пак некоја конзерва и така натаму. Значи, многу е нездраво да се јаде од сабајле само овошје до 12 до 1 часот, а потоа можете да јадете се. Значи, можете да јадете ручек со некое мрсно месо или пак да вечерате некое помрсно сирење и така натаму. Значи, многу погрешни сваќања. Затоа велам дека здравата храна, доколку се консумира како животен стил или пак она што реков на почеток, како е застапена со 75-80% во секојдневието на луѓето, тогаш тие не мора да се грижат многу за редоследот на консумирање на храна. Или пак да се грижат за тоа во толку сатот тоа да изедам, до толку сатот само тоа да јадам и така натаму. Јас консумирам постојано таква храна, значи јас сум чист веган и јас воопшто не гледам во колку часот што ќе јадам или до колку часот што ќе јадам. Но по обичај некако не ми се јаде навечер касно, заради тоа што пак гледам да го запазам мојот биолошки часовник и да си легнам на време. Постојат и денови кога не легнувам на време и тогаш чувствувам дека сум гладна. И тогаш повторно земам храна, ама од она здрава храна. Може би една чаша пченка варена или пак варена пченица или пак едно парче интегрален леп. Нешто слично. Значи нешто кое што ќе ги задоволи потребите на мојот апетит за тоа време. Така, доктор Јадренка, ви благодарам за одвоеното време. Денеска ви благодарам што бевте со нас и што ни дадовте совети за што верувам дека ќе им помогна и во градењето на имунитетот и во градењето на здравиот режим на исхрана.